Александар Лазаров, познат како Цуна, падна враците на полицијата, откако претходно преку прозорец избега од полициската станица во Кочани. МВР за него распиша централна и меѓународна потерница, пошто вчера бил уапсен од страна на органите на прогонот во Скопје. Тој е осумничен за неовластено производство и пуштање во промет на наркотични дроги, психотропни супстанции и прекурсори, а му се заканува затворска казна од 3 до 10 години. По неговото апсење согласи директорот на БЈБ, кој кажа дека законот важи за сите и дека правдата го стигнува секој. Но Јанев најави дека случајот со фаќањето на бегалецот не завршува, туку продолжува со внатрешна истрага. Сакам јасно да порачам дека со пренаоѓањето на бегалецот не завршува и нашата обврска за целосно расчистување на случајот. Внатрешната истрага продолжува и секој што со постапување или непостапување придонел за овој настан ќе сноси одговорност согласно закони и утврдените процедури. Должни сме да бидеме отчетни, транспарентни и да постапуваме со интегритет, без разлика што лицето е повторно лишено од слобода. Пропустите мора да бидат утврдени, а одговорност мора да има, напиша Јанев на Facebook. Акцијата е поздравија и од владеачката ВМРО ДПМН. Премиерот кажа дека со апсењето на Цуна во вода паднале сите лаги на СДСМ. Неколку дена ги слушаме како дилерот од Кочани му бил отворен прозорот, па тој избегал, еве вчера е приведен, онаму е однесен каде што му е местото во затвор, исто како што оние беа пронајдени во Драч и исто така донесени овде. Ние ќе се соочиме со една небулозна ситуација од страна на опозицијата. Тие колку повеќе лажат, толку повеќе тонат. Цуна пред 4 дена успеа на филмски начин преку прозорец да побегне од полициската станица од Кочани. Опозицијската СДСМ во повеќе наврати обвини власта за неспособност и побара оставка од министерот за внатрешни работи Панча Тошковски. Габриела Лескова, Сител телевизија.